Српското издание на магазинот Harper's Bazaar ја награди како една од 10 жени на 2025 година, а неизе годината меѓу другото и помина во промоција на нејзиниот прв роман, што го објави издавачкиот центар 3, насловен Тони. Почитувани гледачи, во ова издание на Култ култура разговараме со Румена Бужаровска, писателка, професорка по американска книжевност на Филолошкиот факултет, преведувачка и борка за човекови и женски права. Румена, добар ден и добре дојде во Култ култура. Најпрвин честитки за наградата од Harper's Bazaar, жена на годината, со која се најдовте во друштво и со Јосипа Лисац, која ја доби исто така таа награда, па имајќи предвид дека таа награда се дава на лица кои поместуваат граници, кои поставуваат нови правила, барем така пишуваше, кои со својата работа и храброст докажуваат дека соништата можат да се остварат. Што за вас значи наградата? Фала многу и на прекрасната најава и на честа, на поканата. За мене беше многу интересно што ме одбра за таков тип на награда, на известен начин, бидејќи се работи за моден магазин. Јас многу малку имам врска со тоа поле, меѓутоа сепак е женско списание и искрено е во своите намери да ги промовира жените. Така што ми беше многу интересно, бидејќи тоа допре една публика, видов дека сум допрела во една публика за која што јас и не сум многу свесна. И исто така многу ми значеше затоа што бев дел од една екипа од 10 жени кои што беа наградени, кои што беа од различни земји од поранешна Југославија. И од тој аспект ми значи дека на известен начин како македонка сум интегрирана во тој постјугословенски простор и што не сум само јас добитничка на една награда, туку дека сме повеќе и дека со тоа всушност го промовираме женскиот труд и присуството на жената во јавната сфера. Како се случи да влезете во друштвото за наградата на Harper's Bazaar? Дали некој ве предложи, дали некој ве номинира? Искрено не знам, значи само ми се јавија и ми кажаа, и јас бев многу изненадана и така уживав малку во процесот, бидејќи како писателка или не знам просветна работничка, никогаш не ми било речено ајде сега ќе имаме фотосесија која што е така малтане модна, така што беше за мене многу така интересно, супер си поминав. А дали по добивањето на наградата од Harper's Bazaar добивте некаков предлог за нова соработка, за пишување нови колумни или друг вид проект? Не, меѓутоа добив многу понуди за интервју. Кој што така, мислам, што исто така многу ми значи, бидејќи ете, тоа ви дава некаков на секој автор или јавна личност и дава дополнителна изложеност која што понатаму помага. Се не мора да значи дека тоа ќе биде веднаш. Меѓутоа постепено со таквата изложеност луѓето слушаат за вас, па потоа пак ги читаат книгите, ги купуваат или стигаат некои такви понуди за пишување текстови или настани и така натаму. 2025 година за вас помина во знакот, меѓу другото, и на промоцијата на вашиот прв роман Тони, кој зборува за маж на 53 години, кој живее со неговата мајка, кој работи, но не се развива, не еволуира. Имајќи предвид дека претходните ваши книги зборуваат за машко-женските односи од аспект на жената, зошто овој пат одбравте да зборувате од аспект на мажот на Балканот? Избрав таква перспектива, сакајќи да направам така една малку идеолошка поента, а тоа е дека во канонот книжевен жената како лик од страна на лика многу помалку присутна, освен кога не се работи за авторки кои што пишуваат.
Тоа е традиционално, со многу децени, векови и така натаму, тоест векови и толку. Во книжевноста се третирале, за книжевноста ја продуцирале мажи и пишувале за мажите. Најчесто. Меѓутоа, некогаш пишувале и за жените. И тогаш не го правеле тоа баш најдобро. Многу често тоа се некои наивни представувања или жената задолжително на крај мора да умре или да се самоубие. Така што сакав да поентирам со тоа дека ние како писателки многу подобро го познаваме машкиот глас и машкиот внатрешен монолог и дека подобро го познаваме патриархатот од нив и колку може да биде штетен, затоа што тој и животно е опасен по нас, така што ние сме многу свесни и кога одиме по улица, ние мораме сите сигнали околу нас да ги интерпретираме за да не бидеме нападнати, нешто да не ни се случи. Од тој аспект многу сме повеќе изложени поради изложеноста на таа опасност, многу повеќе знаеме како размислуваат мажите, а исто така знаеме бидејќи цела историја и цел книжевен канон е исполнет со нив. Така што мене ми беше интересно да покажам дека ние знаеме како се случува тоа, така што решив дека ќе биде тоа една одстапка од моја страна да пишувам за маж. Меѓутоа, сакав исто така да покажам колку патриархатот е штетен, не подеднакво, меѓутоа штетен и за мажите. Дојде познатиот дел од песната на Дорс, солото на клавиатури. Туре иман зарек, рече важно Тони. Повторно ја крена чашката и ја допи на екс. Го обзеде чувство на волшебство, како кога беше млад и одеше на одмор на море. И кога ќе се погледнеше со некоја убава девојка во ноќта, додека свиреше на гитара. Ги затвори очите, длабоко вдиша, ги испрчи градите нанапред и помина со прстите низ косата. Кога ги отвори повторно очите, виде две сенки, една повисока и една пониска. Како се приближуваат кон него. Не ми се верува, си рече. Не ми се верува кој ми дојде во скут. Си рече, гледајки ги девојките од плажата. Двете беа облечени во црни фустанчиња и носеа джиш црвени кармини. Дали мизогинијата што ја манифестира Тони на некој начин може да се оправда со тоа што потекнува од патриархална средина? Па, тој не ни знае дека постои патриархат, искрено да ви кажам. Тоа е само нешто што лик како Тони, како што и други ликови во книгата се викаат така, бидејќи со тоа сакав да покажам дека постои извесен, дека постои извесна матрица на такво однесување и затоа многу луѓе го забележуваат тој Тони во својата околина и откако ја прочитаа книгата. Мислам дека делумно поради тоа е успешна. Во секој случај, тој не е свесен за тие негови постапки, туку тоа е прашање на повторување на една исто така матрица на воспитување. Како што го учел неговиот татко, како што го учеле неговите пријатели, како што го учел неговиот дедо, така тој ќе продолжи да се однесува, па и како го учела неговата мајка. И тоа има врска. Ако мајката го прифаќа тој модел на однесување, секако дека на известен начин и таа, иако е негова жртва, исто така може да биде виновна, но ета мајката се освестува во романот. Беше најавено дека романот Тони ќе биде преведен на 7 светски јазици, меѓу кои на француски, и дека ќе го објави престижниот француски издавач Галимар. Дали тоа веќе се случи, Румена? Значи, се случува во моментов, книгата е преведена и треба да излезе во текот на 2026-та. Треба да излезе и во Грција следната година, треба да излезе во Шпанија, не сум сигурна дали следната или таа понатаму. Обично тоа е долг процес и издавачките куќи, странските големи издавачки куќи, имаат планови годишни кои што често им се пополнети по 2-3 години, така што некогаш каскаме и поради тоа, но можам да кажам дека бидејќи, не знам, имав среќа, не знам дали би рекла дека имам среќа бидејќи веќе сум воспоставена во тие кругови кај тие издавачи, така што гледаат побрзо да ја објават книгата додека е, да речеме, свежа. Беше објавена во југословенските простори, сега во моментов е веќе објавена во Босна, во Црна Гора, во
Хрватска и во Србија, а еве се очекува Шпанија, Франција, Грција и сега пред некој ден потпишав и за Америка една мала издавачка куќа, така што ќе видиме понатаму како ќе оди. Живееме во неолиберален капитализам, во потрошувачко општество, каде се што се сака да се продаде, се етикетира, се брендира за таа цел. Па дали размислувате дека можеби вашето творештво немаше да најде на толку широк прием ако не бевте етикетирана како феминистичка писателка? Леле, фала на вакво прашање, обично обратно ме прашуваат. Обично, а тоа е шовинистичкиот поглед на работите, дека единствената причина зашто ние авторките сме станале познати е затоа што сега е модерна женска книжевност и феминистичкото лоби не е направило популарни. Мислам, тоа е честа мантра на неталентираните и на шовинистите. Тоа се случува често и со авторите од ЛГБТИ генерацијата и имам слушано дека некој е популарен и поради геј лобито. Тоа е некоја си таква теорија на заговор, као постои некој геј лоби во издавачките куќи или феминистичко лоби што ги диктира тие работи. Јас сум феминистка и мене ми е многу природно тоа што пишувам така и што се занимавам со такви прашања, тоа да биде отворено, прифатливо и да сакаат луѓето кои што се такви да ја читаат мојата книжевност. Така што не знам, не ме интересираат можеби и други читатели. Од друга страна, јас знам дека читателите се жени. 70% од сега, ова се бројки кои што кај нас не се потврдени и не се секаде направени вакви истражувања, но има европски истражувања во однос на тоа кој чита и кој конзумира култура. Не само кој чита, кој оди по изложби, кој оди на театар и така натаму, и тоа се жени. 60-70% жени. Истите тие кои конзумираат и машката книжевност, не дека има специфичен некој пазар за мажи во книжевноста, така што не е дека ние тука сега се надпреваруваме за некоја група на луѓе. Но од тој аспект мене ми е баш битно да бидам така представена и не ме интересира каков е пазарот. Јас сум тоа што сум. Како ја објаснувате потребата за пишување? Па мислам дека доаѓа од восхит, веројатно, бидејќи уште кога почнав да читам книги како многу мала, се сеќавам на моментите кога јас сакав да напишам нешто такво од што ми се допаѓаше. А како пишувате, Румена? Секој ден, по одреден број часови, започнувате од формата, па ја полните со содржина или обратно? Тие што можеле, го имале тоа, еве сега ќе пишувам од тогаш до тогаш, тоа име како одење на работа. Јас предавам на факултет, преведувам, пишувам текстови, водам подкаст, работам многу работи, така. Прич фестивалот го организирате? Тој го затворив, од што не можам веќе да постигнам и како го пензионирав за извесен период. Меѓутоа, да, не можам да секој ден да пишувам. Така што не можам да кажам дека не пишувам секој ден, бидејќи секој ден нешто запишувам, оти тоа ми е природно, но начинот на кој што работам е прво долго осмислувам нешто и после тоа си задавам извесен период во кој што ќе го напишам, така што самото процесирање на структурата обично е мисловен процес или го запишувам. И тој трае некогаш многу долго, 2 години знае да трае, 3. А потоа, откако ќе ми созрее убаво структурата, седнувам и го пишувам, и тој процес можеби и најкратко трае. И тоа е ефикасност, веројатно, поради овие причини што ги спомнав сега. Која е вашата желба за 2026 година? Што би можеле да им порачате на нашите гледачи? Желбата ми е неисполнлива, за жал, затоа што сме во една многу лоша фаза светска, во која што има голем подем на фашизмот и би сакала да се избориме со тоа, така што мојата желба, еве, и порака кон нашата јавност и кон било кој, е да останат будни луѓето и да имаат надеж и волја за подобро утро и да се бунат и да се борат, а не да речат дека така било од секогаш или дека ништо нема да се смени, дека нема никаква надеж. Не, надеж секогаш има и треба сите малку повеќе да работиме. Јас ви благодарам многу за разговорот. И јас вам баш уживав. Тоа беше Румена Бужаровска во Култ култура, почитувани гледачи, а вие останете на програмата на телевизија Телма и имајте пријатен ден.